Добра вечер, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата Дан се макабре со 433-то издание, кое што ја продолжува 11-тата сезона на оваа емисија, која што е посветена на промовирање на квалитетната музика и квалитетниот филм. Се разбира, ова издание ќе биде наменето на филмската уметност, конкретно во текот на оваа емисија ќе ви говорам за 6 исклучителни филмски остварувања, кои што ги сублимира во една форма која што е именувана како Макабре Филмфест, односно тоа ќе представува серија на емисии во кои ќе направам избор на уникатни жанровски остварувања од играната и од документарната форма, засилени со една реминесценција на некое култно остварување од минатото, на кое јас му се имам навратено или па представува ново откриено дело за мен. Така што предност ќе добијат хорор и трилер филмовите, потоа мелодрамите и на крај ќе следува документарните филмови и класиците. Тоа ќе биде во некаков облик изборот на филмовите кои што се селектирани за да ви говорам за нив, со тоа што оваа селекција се надевам дека ќе ве мотивира да истражите некои од филмовите кои јас ќе ги издвојам и ќе го зголемите досегот на вашиот интерес во поглед на филмската уметност. Целта на оваа емисија е да го слави жанровскиот филм, да го подигне на пиедесталот кај што го приматот кој што го заслужува, наместо неиздржано да се маргинализира и десеткува од страна на неуки и скомплексирани гледачи, кои не се разбираат од неговиот филмски јазик, па затоа склони се да земат камени да фрлат на него. Оваа серија на емисии ќе ја има истата цел, односно промовирање на квалитетните филмски остварувања и Дан се макабре пред се е емисија во која се зборува за уметност и тука уметниците се вистински херои, а не политичарите. Целта на емисијата е да се доближи квалитетната уметност до секој слушател. Џон Карпентер смета дека хорор жанрот никогаш нема да умре, тој постојано ќе се реобмислува. Хорор содржи универзален јазик затоа што сите ние се плашиме, се раѓаме уплашени и се плашиме од смрт, телесна модификација и губиток на близок и сакан. Све што го плаши него, не плаши и нас и обратно, затоа што секој чувствува страф и тензија. Емисијата ја започнавме со композицијата Конкрет, која што ни доаѓа од албумот 2020 Back to Earth, односно станува за новиот албум на Caleb, третнивен долгосвирачки се извинувам албум по Колосус од 2018 година, издаден за Argonauta Records, представува своевиден психоделичен стонер рок со спейс рок влијание, како што можете да заклучите од богатиот и соничен предзвук кој што го поседуваат, бенд кој што ни доаѓа од Верона, од Италија, постојат од 2005 година. Во продолжение ќе слушнеме уште една композиција од овој одличен албум, на која што ќе слушнете еден магичен додаток. Според мене тоа е еден интересен инструмент кој што се појавува на средината на сама композиција, така што се надевам дека ќе уживате во овој иновативен пристап кој што го имаат Кајлет. Станува збор за композицијата Lost in the Canyons, исто така од албумот 2020 Back to Earth. Вечерва имаме закажано полноќен танц со смртта по 433 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Дан се макабре, 433-то издание, именувано како Макабре Филмфест, односно моја селекција на филмови кои што ви ги препорачувам да ги погледнете во овие симптоматични и апокалиптични денови во кои што се наоѓаме веќе изминатите неколку месеци. Филмската уметност претрпе огромен удар со ширењето на COVID-19, како што добро сте информирани, затворајќи ги киносалите, прекинувајќи ги тековните продукции на филмовите и забранувајќи секако вид на експонирање на јавни места на снимените филмови. Сега,
тоа значеше дека филмовите кои се во постпродукција може да се доработат, односно да се домонтираат, а тие што не се започнати со снимање, нема ни да може да започнат. Тоа значеше дека не само што редовните репертуари на киносалите ќе останат празни, туку и дека филмските фестивали нема да може да се одржуваат во традиционален облик, туку ќе мора да бидат откажани, презакажани за некое подобро време или пак да преминат во дигитална форма на што се почесто сме сведоци. Со оглед на тоа што дури за обична комуникација потребен е дигиталниот медиум за да се стапи во контакт еден со друг, така што луѓето наоѓаат начин или преку Zoom или преку Skype или кој да е друг метод да ги одржат контактите и проложат да работат на дистанца. Слепите фундаменталисти може да продолжат да гракаат напразно за незначителноста на стриминг сервисите, но за време на пандемијата тие демонстрираат дека се спасителите на филмската уметност и колку да сте закоравен и неук гледач или па можеби некаков си програм, не знам, директор на програма на некаков си филмски фестивал кој што смета дека филмот не смее да биде прикажан на ниту едно друго место освен во киносалите, имајќи таа романтичарска удобност да се тврди дека тоа е единственото место на кое што филмот може да се појави, исто како што на времето се тврдело дека бојата ќе го уништи филмот, дека звукот ќе го уништи филмот. Доаѓаме и до таа фаза во која што се уште има фундаментални традиционалисти кои што сметаат дека дигитализацијата е најголемото зло на филмот. Меѓутоа, стриминг сервисите демонстрира дека никој нема да може да го негира нивниот удел овие месеци за одржување во живот на филмската индустрија, дозволувајќи им пристап пред се на гледачите на огромен број на филмови кои што се селектирани и прикажани на нив. На таков начин се одржа континуитетот на негување на значењето на филмската уметност и се расшири филмот во сечи и доми на сите љубители, им се овозможи тоа. Сега тие што имаа малку разум одлучија нивните филмски фестивали да се одвиваат дигитално, како што беше случајот со Четануга филмскиот фестивал, кој овозможуваше со купување на дигитален билет да се погледне изборот на нови жанровски филмови во текот на таа недела додека се одржуваше, понудувајќи им панели, дискусии и најразлични дополнителни програми кои што беа организирани и кои што беа вклучени со тој дигитален билет, дали за сите денови, дали за еден сеедно. Сепак беше понуден изборот на гледачот да ги погледне овие филмови кои што беа селектирани. Сега, во тек исто така и филмскиот фестивал We Are One, кој будно го следам, кој содржи избор на кратки и долги филмови кои беа прикажани на Трајбека, на Канскиот фестивал, на Телјурајд, на Ерусалим, на BFI, на Сан Себастијан, Венеција и голем број на други филмски фестивали. Има тоа што мене најмногу ме интересира и што су најдобро што можам го следам, се разговорите со режисерите и со филмските воопшто работници на кои што се одвивале во текот на пример на Санденс или на Беринале, каде што не сум можел да учествувам, меѓутоа овие едночасовни разговори мене ми се многу интересни заради тоа што ми ја дава таа можност и како филмски критичар и пред се како љубител на филмот да можам да присуствувам, ако ништо друго, барем дигитално да ги погледнам тековите на размислувањата кои што еден Ињари Туги има, на пример, или како што беше фантастичната дискусија помеѓу Оливие Есејес, извинувам, и Клер Дени. Така што ова е интересен додаток на овој дигитален фестивал, како што и за љубителите на музиката се концертите на крововите на зградите и најразновидните перформанси, како и интересните анализи на филмови што ти уште не може дополнителната програма да понуди. Меѓутоа, јас лично не сум задоволен од изборот на долгите филмови, затоа што тие се искрен да бидам отпадоци од големите филмски фестивали, колку секој фестивал им нуди по еден од тие заборавени филмови кои што и селектирале, може и поминале добро пред публика, се сомневам во тоа со оглед на
филмовите кои што можев да ги погледнам. Меѓутоа, затоа надополнуваат забавните краткометражни филмови и пропратните разговори, како што беше споменатиот разговор на Дени Есејес на Берлинале, или па разговорот на Надав Лапид, или па имаше едно долго интервју со Гилермо Дел Торо од Маракеш. Гилермо и повторува истите разговори и дискусии, меѓутоа секогаш е интересно да се погледне ништо све нема поминато овој мексикански режисер кој што ја растори Америка на најдобар можен начин преку филмската уметност. И интересен е фактот што гостинката на оваа емисија, Теона Митеска, заедно со нејзината сестра, пратија честитка во серијата на поздрави од Сараевскиот филмски фестивал, кој што исто така беше составен дел од филмскиот фестивал We Are One. Сега, има најави дека ќе почне во светски рамки да се снима со помош на рестрикции, што верувам дека ќе има удел на изгледот на филмовите, затоа што не е дозволен допир помеѓу актерите, не смеат да бидат присутни во една просторија, така што дури во неколку филмовите серии кои што беа работени во периодот на карантин, самите актери ги поставуваа светлата со инструкции од нивните режисери, така што имаше поголема колаборација се бараше од нив за да може да снимаат во нивните домови. Меѓутоа, драйв-ин киносалите, например, почнаа со работа и почна да ги имитуваат жанровските филмови на тие платна, така што безбедноста на вашиот автомобил го имате на располагање, ја имате на располагање се до моментот додека не треба да одите во ВЦ, така што таму веќе ризикот си го преземате на ваша сметка. Меѓутоа, ова се одвратни пред се времиња, но најважно е да ги преживееме, да ги почитуваме препораките за оддалеченост и пред се носењето на маски на лицето и ракавици на рацете, што се поретко за жал го гледам помеѓу нас, што ме обесхрабрува, затоа што доколку се придржуваме до овие мерки, побрзо ќе заврши овој кошмар во реалноста и ќе земе помалку жртви во својот вртлог, заради тоа што преку глава ми е искрено секој ден да се будам наутро и да гледам дека некоја филмска легенда починала благодарение на COVID, така што е можно побрзо сакам да заврши овој кошмар и да се вратиме во некоја си своевидна нова реалност која што ќе имаме, така што се надевам дека ќе ги тргнете сите предрасуди на страна и ќе се држите до препораките со кои што ќе може да ги ја намалиме штетата во овие апокалиптични пандемиски денови. Со оглед на тоа што советувани сме да не носиме гости во емисијата во радио по овој период, ќе мора да ве дружам сам, па затоа овие недели ќе слушате мој избор на филмови и музика, за да го подигнам нивото на восприемање на филмовите во вашите домови. Го започнувам серијалот наречен Макабре Филмфест, во кој ќе споделувам анализи на филмови кои сметам дека се вредни за погледнување. Дел од нив се актуелни, дел се култни, дел се ново откриени, независни фестивалски филмови, така што може да започнеме со прегледот. Првиот филм за кој што ќе ви говорам е филмот The Lodge. The Lodge е долгометражно остварување на Северин Фиала и Вероника Франц, нивен втор долг филм по одличниот Good Night Mommy. Наколкуте кратки кои што ги имаат претходно работено, како и морбидниот Detroit од фолк хорор антологијата The Field Guide of Evil, прекрасен вештарски филм. Режисери кои се имаат запознаено во домот на Вероника, додека Северин бил бейбиситер на незиното дете и започнале заедно да гледаат филмови и на тој начин го плаќала за неговите услуги и заклучиле дека имаат слични афинитети кон авторскиот жанровски филм. Во нивниот нов филм Една маќа оди во колиба оддалечена од цивилизацијата со две деца од незиниот вереник. Сега незиниот вереник ги напушта за да одржи професионален ангажман во градот,
а неговата идна сопруга останува сама со децата во викендицата, која ја затрупува снежна покривка, и во оваа cabin fever ситуација започнуваат да се одвиваат доста чудни и сомничави действија, кои вклучуваат исчезнување и појавување на предмети во ентериерот, поигрување со здравиот разум и појавното на ликовите, доведувајќи ги до стадиум на делириум. Фијала и Франц, морам да напоменам дека почнуваат веќе да се повторуваат во својот израз, затоа што мајка и две деца и нивниот бизарен сооднос при губењето на идентитетот беше составен дел од премисата на нивното, според мене, ремек дело Good Night Mommy, така што формулата која им функционира ја имплементираат и во овој филм, што одзема поени можеби на рамниште на инвентивност и оригиналност. Меѓутоа, овој изолационен хорор содржи неколку морничави решенија на сценаристичко рамниште, прекрасно кадрирање од мајсторот на фотографија Тимиош Бакатакис, кој го знаеме по соработката со Јоргос Лантимос на неговите најдобри филмови, носејќи го неговиот сензибилитет на очудување и изгубеност на ликовите кои ги нагризува негативниот простор во ентериерите, во кој што кадрира, во кој што се заробени самите ликови. Дени Бенси и Саундер Јуријанс ја работат језивата амбиентална музика која го надополнува визуелниот печат, кој што па е препознатлив за авторите. Райли Кју е девојката која го носи филмот на незиниот грб, неја ја знаеме од одличниот The House That Jack Built на Ларс фон Триер, таа ја глумеше Simple во тој филм, а тука е маќејата задолжена за децата, чија што свест постепено се тенчи. Джейден Мартел и Лија Макхју ги глумат децата, а актерската екипа е засилена со Алиша Силверстоун и Ричард Армитидж. Сега, без да навлегувам детално во спойлери и го образложам пресвртот, кој, иако е соодветен и е антиклимактичен, да се задржам на дефицитот на бизарности кои беа присутни во непредвидливиот Good Night Mommy, а изоставени се тука. Пред се филмот на моменти меандрира и не може да ја задржи тензичноста до самиот крај, конкретно во неговото средиште, иако има неколку интригантни решенија во поглед на поигрувањето со концептот на филмската реалност и една постепена градација на наметнување на лудилото на самите ликови. Сега визуализацијата го натежнува сценариото и крвта протекува на самиот крај, во кој што ескалираат вон контрола работите, затоа што состојбата во која вереникот го напушта домот и таа во која се враќа е сосема поразлична. Допирот до култот и неговото членување од минатото, кој наликува на своевиден Heaven's Gate, задава интересни елементи на манипулативност, кои што се дополнителен зачин во сценариото и вешто инкорпорирани, а во филмот ќе најдете и референци на Shining, ќе најдете сцени кои што се емитуваат од The Thing и Jack Frost, така што тоа е своевидно љубовно писмо кон самиот жанр кој што го споделуваат авторите. Неон е дистрибутерот кој што е собственик на филмот, кој води од играчка до плачка, кој е набилдан со емотивен габарит и не баш толку лесно се сече со нож. Ако сакате спорогоречки и пред се изолациони артхаус хорор филмови, тогаш The Lodge е дефинитивно наменет за вас, кој играше на плејада на филмски фестивали, го прошета целиот свет, дури играше во минатогодишното издание на Солунскиот филмски фестивал. Филм кој што може да се брои во модерните артхаус хорор филмови кои ги создаваат Ари Астер, Роберт Егерс, Дженифер Кент и многу други. Меѓутоа, според мене е заскалило по неквалитетен од Good Night Mommy, меѓутоа дефинитивно е едно исклучително остварување кое што задолжително мора да се погледне, ако ништо друго, прекрасните кадри и морничавоста дефинитивно нема да ги добиете на ниту едно друго место. Во продолжение ќе го слушнеме трейлерот за филмот 1 БР. 1 БР
е долгометражно филмско остварување на Девид Мармор, односно негов прв долг филм. Претходно има снимено кратки филмови и една епизода од ТВ серија. Режисерот, иако имал во план да го сними филмот со друга актерка, во последен момент таа се откажува и доаѓа на нејзиното место Никол Брајдон Блум, која се нафаќа да ја глуми Сара, која се обидува да започне нов живот во Лос Анџелес, меѓутоа стамбениот комплекс во кој што се вселува не изгледа како што треба. Имено, незините соседи забележува дека се однесува многу чудно и набрзо ќе согледа дека што еднаш се вселиш во апартман во оваа зграда, соседите нема дозволат да се одселиш. Групацијата на станари раководат со своевидна хиерархија и менталитет својствен за култовите, кој што се базира на изучувањата и убедувањата на сите тие култови на припадници кои најпрво започнале со одвикнување од зависности, се извинувам, но потоа целите им стануваат доста екстремистички. Дел од нив се и ќелавите статисти во филмот на THX 1138 на Џорџ Лукас, ако се сеќавате. Во сличен манир и станарите имаат кодекс на однесување, кој има своји правила и принципи, кои ниту еден станар не сме да ги прекрши пред се. Тие одлучуваат кој каде ќе живее и со кого. Слепо се подпираат до вистината и несебичноста, но под не внимаат пред се нивната пластична идилична фасада. Под неа се крие вистинското лице на овие узурпатори, кои што имаат насилни методи за програмирање и репрограмирање на нивните припадници, како што е Сара, која најпрво ја мачат со цел да го скршат нејзиниот немирен дух и да стане таа покорен жител на оваа населба. Штом ги согледаме овие чинители, не останува премногу материјал на располагање на филмот, така што преостанува само да се создадат конфликтни ситуации и обид за бегство од ова доброволно заробеништво, што е своевидна доза на предвидливост и исчекување на неизбежното. Сега, филмот е инди остварување, кое е соодветно носено од актерката која заглавува во еден кошмар кој што малтене наликува на Розмарис Бејби, и пријатно е пред се пристојно е снимен филмот во интериерите на затвореничките соби пред се. Воајеризмот и морничавото однесување на соседите исто така го доближуваат овој филм до делата на Роман Полански, од славниот период на неговата кариера, а крвта доаѓа до израз во одредени сегменти на делото, иако има многу белина која остана неиспрскана со крв. Музиката се интензивира кон крајот на филмот во едно крешендо на класична свита. Сега, насловот на делото означува One Bedroom и се однесува на фактички двособниот стан со една спална соба, кој е искористен како мамец, односно стапица за привлекување на нови станари, како што во дадениот случај е Сара. Поради начинот на кој што имаме еден лик кој е од една страна разочаран и од друга страна сака да започне нов живот во Лос Анџелес, близок е филмот и до жанровските Starry Eyes, близок е и до The Invitation. На некој начин, двата хорор филмови за кои што ви говорам денес, се филмови за заробеништво во рамките на импровизираниот дом, кое не е од полза на ликовите кои што ќе станат негови заробеници. И интересно е тоа што и двата филмови за кои што ви говорам имаат една нишка на одбивање на преданост на ликовите на култови, односно подпаѓање под манипулацијата на култистите, дали во минатото, дали во сегашноста, но интересно е како овие символи, овие агенси се повторуваат во
во своевидна форма на парадигми кои што се забележливи во двата филмови за кои ви говорам во текот на оваа емисија. Така што ако сте заинтересирани да погледнете едно инди жанровско остварување направено за мал буџет, но со цврста убеденост кое што го краси ова дебитанско филмско остварување, тогаш One Bedroom е дефинитивно за вас. Тука ќе направиме кратка музичка пауза. Во продолжение на емисијата ќе слушнеме неколку композиции кои што се наоѓаат на самиот скор за филмот за кој што ви говорев во овој сегмент, односно за The Lodge. Така што слушаме музиката на Дени Бенси и Саундер Джуриан. Станува збор за автори на музика која што имаат работено за The Outsider, Fear of the Walking Dead, Nosferatu, American Gods, Ozark, значи станува збор за популарни ТВ серии. Потоа ја работеа музиката за The Autopsy of Jane Doe, за The Gift, The Discovery, Марта Марси, Мей Марлин. Станува збор за композитори кои што работат атипични оркестрации на модерна музика, кои се подпираат повеќе на атмосферичен soundscape. Во жанровските филмови се бара од нив да содржат кратки теми, кај што ќе создаваат пред се тензија, ќе има таа функција и намена во делата со кратко повлекување на жичани инструменти или па поигрување со ехо на ударни инструменти од позадина, напластени едни врз други, најмени да ја подгреат морничавоста во делата, а не да содржат некоја си мелодија за памтење. Во положение слушаме композиции кои што се наоѓаат на самиот скор на The Lodge и потоа се враќам во етер да ви говорам за две филмски остварувања кои што пропатува голем број на филмски фестивали. Така што уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Данс е Макабре, 433-то издание, именувано како Макабре Филмфест, односно 6 филмови кои што се моја селекција и представуваат своевидно подсетување на квалитетите кои што и поседува филмската уметност. А со прегледот и анализата на овие филмови доаѓаме до сегментот на емисијата посветен на артхаус мелодрамите, односно во овој дел ќе ви говорам за Dogs Don't Wear Pants. Dogs Don't Wear Pants на J.P. Valkeapa е негов трет долгометражен филм по The Visitor и They Have Escaped. Моментално работи на The Cyclops. Филмовите на финскиот режисер играат најчесто на Венецијанскиот филмски фестивал и потоа доаѓаат од ТИФ и ги откупуваат за нивно прикажување во Канада. Во филмот Пека Странг ја глуми, го глуми Јуха, чие што сопруга починува во несреќа со давење. Години подоцна тој се уште е отуѓен и не може да се поврзе со луѓето на околу. Додека не ја сретне Мона, глумена од Криста Косонен, доминантка која што ќе му го промени животот на подобро или полошо, во зависност од тоа кој како гледа. Тој ќе започне да оди на сесии во незината работна просторија, при што неговиот фетиш ќе се однесува на давење со помош на најлонска кеса, односно асфиксијација, која што ќе нуди оргазмични задоволства кај него. На тој начин се воспоставува оваа садомазохистичка релација помеѓу нив, спојувајќи две осамени личности, кои наоѓаат заеднички интерес, меѓутоа штом забележат дека нивната врска често се доближува до домените на смртта, настануваат проблеми на меѓусебна зависност како се продлабочува нивната врска. Од една страна, задушувањето може да се протолкува како обид на Јуха да се доближи до сопругата со цел повторно да најде начин да развие чувства, односно да ја надмине емоционалната парализа. Меѓутоа, при таа практика тој всушност се поврзува со неговата доброволна измачувачка, развивајќи тропи на романтичните комедии, кои што суптилно се наметнуваат во овој невообичаен филм, што е за пофалба на самото дело. Режисерот не ја пропушта можноста и тој да стане еден од клиентите на доминантката Мона во филмот, кој го снима за 1,5 милиони евра.
Филмот играше на Directors Fortnite на Канскиот фестивал, потоа играше на ТИФ, Страсбург, на Хелсинки, Гетеборг, но и на жанровските Fantastic Fest, Monster Fest и Sitges, допирајќи до разновидна публика ширум светот. Пиетари Пелтола е заложен за кадрирање во црвенилото на просториите, во кој доминантката ги измачува низините поданици, а за пофалба се и подводните кадри, до кои често се навраќаме кога ликот ја губи свеста, а музиката нема никаков удел во ова дело. Иако на површина е филм за BDSM, што пак е аналогно на воспоставување на нега и доверба помеѓу учесниците, а несомнено дека филмот допира до татковството, совладување на губитокот на саканите и обид за пронаоѓање на начин повторно да се стапи во контакт со друга персона на поинтимно рамниште. Филмот е потхранет со препознатливиот фински субопарен хумор, со кој е зачинето ова дело, кое, иако користи невообичаена тематска одредница, во својата суштина е пред се романтична комедија во обланда од споредни тропи. Мене ми го врати филмот кон Метресе со Жерар Депардје, The Night Porter со Шарлот Ремплинг од 75 и 74 година, меѓутоа и на британскиот Preaching to the Perverted, кој го гледав на доцните часови на нашите телевизии, кога дава филмски маратони во друштво на 9,5 недели и Креш на Кроенберг, кај што исто така се создаде една невообичаена релација помеѓу доминантка и незин клиент, која што премина во љубовна врска помеѓу човек привлечен од светот на BDSM, од новото и заводливото, и доминантка која владее со овој свет, меѓутоа со една своевидна ладнокрвна стоицистичка фасада, дозволувајќи да се скрши незиниот суров екстериер и да го прими во незиното срце, не само помеѓу незините, но за незиниот клиент. Така што ако сте заинтересирани за овој вид на инди арткаус остварувања, кои што се малку позачинети, тогаш погледнете го Dogs Don't Wear Pants. Во продолжение ќе говорам за уште еден артхаус филм, односно станува збор за одличниот Long Day's Journey into Night. Long Day's Journey into Night е режисерско старување на Big Gun, односно втор негов долгометражен филм по Каили Блус и неколкуте кратки кои што ги има зад себе. Со деби остварувањето режисерот се здоби со престижни награди на фестивалите во Локарно, Шангај и Пекинг. Успехот го надополнува и со неговото второ остварување. Луо Хонгву, кој го глуми Јуе Хуанг, се враќа во родното Каили, кај што пред 12 години се има одселено. Кај него започнуваат да навираат спомени за една енигматична жена која ја сакала од минатото и смогнува сили за едно патешествие во ноќта во нејзина потрага со цел да го ревитализира љубовниот пламен кој не можел да го заборави. На хартија, ова е модерен ноар филм, во кој измачениот лик го прогонува сеќавањето за еден фан фатал, но тоа е само некој ригиден оквир во кој може да се стави филмот, иако режисерот на многу уникатен начин се обидува да ги скрши нормативите на овие жанровски конвенции со оглед на тоа што се прекршува минатото и сегашноста во еден неповторлив филмски танц, кај што се меша имагинацијата со спомените на тоа што било и тоа што можело да биде. Филмот на уникатен начин ги разработува конвенциите на просторот и времето со продирање на ликовите во мистериозниот калеидоскоп на постоење, а посебно мора да се издвои масовниот едночасовен долг кадар во кој камерата ги следи ликовите во чекор од жичарницата до самиот епилог, доловувајќи ја најситната интима помеѓу нив во една неповторлива флуидност на бои и сензации во овој луциден сон во кој се претвора филмот, штом ликот ги става своите очила на главата и го погледне делото во киносалата.
на своевиден постмодерен начин. Неонските бои се реминесцентни на модерните кинески филмови, како што е The Wild Goose Lake, например, но нелинеарноста на делото знае да биде измачувачка за следење, затоа што скокањето низ времето има своји последици кон вниманието на секој гледач, што е дополнително измачувачки во поглед на спорогоречкото времетраење на филмот. Првично Лу во обид да избега од мафијашкото минато со својата сакана има неуспешен обид за таа цел, па затоа 12 години подоцна се враќа на местото во потрага по неја, но патиштата го оддалечуваат од потрагата и го водат во киносалата кај што започнува овој едночасовен сон во еден кадар, кај што тој возен од дете со кое игра пинг-понг, оди во играчница на град кај што сретнува манифестација на саканата Ван Кивен, овој пат именувано како Кајжен, со која ја поминува ноќта. Сега, многу символи, како што е јаболкото, часовникот и пинг-понг рекетот се повторуваат и реконтекстуализираат, доближувајќи го делото повеќе до Mulholland Drive и до Lost Highway на Дейвид Линч, кој што е аналоген по начинот на кој се прикажува еден сонлив свет и исполнет со символи со кои се поврзува реалноста со имагинацијата, несопирливо преточувајќи се една во друга. Сега, филмот не е актуелен, ниту пак некојаш бил, затоа што се соочи со маркетиншки проблем, најпрво. Именно својата премиера во кина ја имаше на Нова година, меѓутоа беше масовно дистрибуиран кај широката популација и тука настана проблемот затоа што ова е исклучително артхаус остварување, иако првиот ден на прикажувањето заработи $38 милиони, од наредниот ден широкиот аудиториум одби да го гледа филмот, бележејќи драстичен пат од 95% на гледаноста, останувајќи на лојалните артхаус љубители кои уживаат во делото за кои е и наменет филмот. Пред се филмот беше прикажан на Канскиот филмски фестивал во 2018 година, а потоа играше на ТИФ, Сан Себастијан, Нью Йорк, Лондон, Талин, Тајпеј, Каиро, Ротердам, шетајќи го целиот свет минатата година. Филмот не само што е неправедно подзаборавен, никогаш и не ни бил актуелен по филмските фестивали, иако е филм работен со визуелна љубовна поезија која се доближува до In the Mood for Love на Вон Кар-вај. Никогаш не најдов можност да го анализирам во мојата друга емисија, односно видеологија, па затоа ќе го добие своето заслужено внимание во Дансе Макабре. Имено, доколку сте љубители на артхаус мелодрамите, овој филм дефинитивно мора да го погледнете, иако ве предупредувам за неговата спорадичност и долготрајно време траење, меѓутоа, штом сте љубители на овој жанр на филмови, дефинитивно нема да го имате овој проблем, заради тоа што не само визуелниот печат кој што го носи, туку и својата уникатна нелинеарност му дава субстанцијална содржина на ова прекрасно дело. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза. Во продолжение ќе слушаме композиција од Абрамс, односно ја слушаме истоимената тема од нивниот нов албум Modern Waves. Станува збор за трет нивен долгосвиречки албум, самоиздаден, дистрибуиран од Sailor Records. Станува збор за бенд кој што свири слач пост-метал со многу јасни гранж влијанија, бенд кој што е оформен 2013 во Денвер, Колорадо, Америка. Потоа ја слушаме композицијата Jesus Was a Bluesman на Бранд Бјорк, познато име на стонер сцената, неговиот 11-ти LP, издаден за Dune Buggy Tunes. Станува збор за Desert Rock албум на тапанарот на фамозните Кајас и огромен број на други бендови кои што доаѓаат од Desert Rock сцената од САД. Тоа
слушаме композиција од Black Rainbows, односно слушаме Radio 666 од нивниот нов албум Cosmic Rituals Super Trip, издаден минатиот месец, нивен 7ми дуго свиречки албум. Heavy Psych Sounds се издавачите на овој албум, станува збор за комбинација на фаз, на Heavy Psych и на Stoner Rock, бенд кој што ни доаѓа од Рома, односно од Рим, од Италија, оформен 2005 година. И по нив ќе слушнеме темата Archaeopteryx in Flight, односно станува за композиција од Horizon, од нивниот нов албум Sudden Death. Станува збор за 6ти нивни албум, издаден за Century Media Records. Ова е бенд кој што свири прото-метал под влијание на UFO, на Uriah Heep, на Grand Funk Railroad и на Blue Oyster Cult, еден ретро хард рок бенд кој што доаѓа од Гетеборг, Шведска, оформени 2006 година. Така што уживајте во овај разновиден музички блок. Вие слушате Радио Каон 103, емисијата Данс е Макавре, 433-то издание, именувано како Макавре Филмфест, односно избор на филмови за кои што јас сметам дека е од круцијална важност вие да ги погледнете за да го проширите вашиот спектар на ценење и почитување на филмската уметност. Станува збор во претходните сегменти кога ви говорев за актуелни филмски остварувања од најразлични жанрови, меѓутоа за крајот на емисијата издвоив две остварувања кои што се различни во форма. Именно едниот е документарен филм, а другиот е едно навраќање на едно култно остварување, еден култен филм кој што ја разбранува германската јавност во минатото. Меѓутоа, да почнеме како што е редот. Beastie Boys Story. Beastie Boys Story е долгометражно документарно остварување на Спайк Джонс, еден од најзначајните режисери на музички видеоспотови во историјата, кој зад себе ги има одличните филмски остварувања како Adaptation, Her, Where the Wild Things Are, иако последниот не би можел да кажам дека е на рамниште на претходните два. Меѓутоа, неговата соработка со Beastie Boys датира многу одамна, со оглед на тоа што тој ги има режирано видеоспотовите за Time for Living, Sure Shot, Sabotage и Ricky's Team, по кој е препознаен хип-хоп бендот составен од Майк Ди Адам Хоровиц и Адам Јауч, кој за жал не е помеѓу живите за да учествува во снимањето на филмот, но со помош на архивските фотографии и интервјуа направени со него, неговото присуство во филмот е повеќе од евидентирано. Што се однесува до форматот, сведоци сме на еден атипичен документарен филм за бенд, затоа што, иако содржината на која се базира е типична за еден Talking Head документарен филм, начинот на кој е формулирана излегува од тие рамки, затоа што представува снимање на стендап шоу, кое го организираат Алам и Майк, кои со помош на проекцијата на одреден видеоматеријал ги илустрираат нивните згоди и незгоди во минатото. Од нивното запознавање и наоѓање на потребата за музичко изразување во рамките на панк-рок формацијата со која што започнуваат, која прераснува во дружина која одлучува да вметне рецитирање и промена на членови за која до ден денес се каат Майк и Адам, доаѓаме до препознатливото трио кое ја лансира својата кариера со помош на сомнителниот продуцент Рик Рубин и уште посомничавиот менаџер на сите можни операции на бендот Расел Симонс. Урнебесни се приказните за време на турнејата на Beastie Boys кои што отварале за Мадона и кои што биле рамо до рамо со Run DMC. Приказните од снимањето на License to Ill до нивниот последен заеднички албум. На ниту едно друго место нема да погледнете позабавен и посодржаен документарен филм кој овој бенд и неговите љубители кој е наменен пред се за нив, како што сум јас и тоа како го имаат заслужен. Пред се, интервенциите од публиката, од страна на Стив Бушеми и Бен Стилер, се одлично освежување на перформансот, кој заврши со во собственост пред се на Apple Plus и беше поставен на нивниот квази стриминг сервис.
Најголемиот проблем е тоа што трае филмот само 2 часа, затоа што јас би сакал да си ги само анализираат и подетално по новите албуми и да трае делото барем уште 2-3 пати подолго, па макар и да е мини серијал, а не документарен филм. Кинематограферката Отум Дуралд е задолжена за кадрирање на настанот на стендапот на Мајки Адам со движење на камерата, доловувајќи ги и нивните најмали гестикулации, меѓутоа и одразите на публиката, нивните реакции, како и прикажувањето на широк план кој го вклучува проектирањето на видеата како дополнително збогатување на хумористичните и трогателните приказни кои што поминувале овие членови во нивната рекапитулација, односно навраќање на нивното богато и авантуристичко минато. Пред се филмот е поделен на поглавја, аналоген на поглавја на книга, што дополнително ги категоризира периодите во кои е поделена кариерата на ненадминливиот хип-хоп бенд, кој не се срами од своите неуспеси, посебно на почетокот на неговата кариера, и на долго и на широко се само исмева, на задоволство се разбира на собраната публика и на самите гледачи од другата страна на екранот. Тие говорат и за успехот кој што постигнува бендот со нивните видеоспотови на MTV, но и за алиенацијата која ја предизвикува долгогодишното одење на турнеја, разделувањето на бендот и немањето на грижа за вториот албум, за промовирање или воопшто дополнителен интерес на делото кое што го имаат создадено Beastie Boys. И сега документарниот филм ги вбројува доживотните пријателства кои ги имаат остварено од членовите на бендот, коректните и погрешните одлуки кои ги направиле и последиците со кои морале да се соочат, како и изигрувањето од страна на Def Jam на кое наивно потпаднале. Сега, секоја вистина се разбира дека си има две страни, меѓутоа ние ја добиваме страната која што ја имаат Мајки и Адам приложено во овој филм. Иако нема интервјуа со експерти и мал е бројот на колеги кои што говорат за нив, Мајки и Адам со својот искрен пристап ги пополнуваат овие дупки. Филмот има некоја магична моќ, барем конкретно врз мене, затоа што кога и да го пуштам, да си речам, ајде барем за 5 минути да погледнам сегменти од него, се занесувам и го гледам до крај. Филмот е на дополнување на нивната биографска книга Beastie Boys Book, така што доколку сте љубители на музичкиот печат кој што го имаат оставено овие хип-хоп артисти, топла препорака и задолжително остварување е овај Beastie Boys Story, филмот снимен на Спайк Джонс, и воопшто доколку сте љубители на музичките документарци, овој филм не смеете да го пропуштите. Како последен филм за ова издание на Дансе Макабре издвоив едно интригантно култно остварување од 1981 година, односно станува збор за уште еден филм кој што е под силно музичко влијание, а тоа е филмот Кристијане Ф. Кристијане Ф, филм од 1981 година, режиран од страна на Улрих Ули Едел, е остварување со кое се пробива на светската сцена, откако претходно има снимено неколку ТВ филмови, а потоа режира епизода дури и на Twin Peaks, на Tales from the Crypt, а подоцна ги снима Last Exit to Brooklyn со Дженифер Джейсон Ли и Стивен Ленг, Body of Evidence со Мадона и The Bader Meinhof Complex и Pay the Ghost, ако не се лажам, беше со Николас Кейдж. Во Кристијане Ф, 13 годишната Кристијане, глумена од одличната Натја Брунхорст, првото незино појавување на големиот екран, глумејќи малолетна тинејџерка која живее во Берлин во 70-тите години на минатиот век и се навлекува на хероин. Станувајќи зависничка од дрога, незиниот живот започнува да детерира и почнува не само да се губи себе си, туку ќе започне да се оддалечува и од блиските луѓе, запознавајќи нови пријателства со група на наркомани, заљубувајќи се во еден од нив кој за да заработи за живот, работи како машка проститутка.
таа се сретнува со незиниот дечко Детлев во ноќниот клуб The Sound, кај што може да се наслушне композицијата која што слушнавме, зародишот на електронската музика и напливот на New Wave и Post-Punk, музички движења кои што пуштаат своји корења во овој период во германската музичка сцена. Меѓутоа, прекрасната музика на Дейвид Бови започнува да исчезнува, како Кристијане и незините нови пријатели се повеќе се навлекуваат на тешките дроги, губат допир со реалноста и при нивниот ескапизам комплетно се губат и себе си. Стануваат фрагмент од тоа што представува еден човек, кој за наредната доза би прегазил секаков облик на собствено достоинство. Способноста да се погоди музичкиот пулс на добата со помош на синтесайзерот на композиторот Јурген Книпер, иако е резигниран во овој филм, подоцна ќе биде препознаен и имплементиран од страна на Вим Вендерс во неговите култни остварувања. Тука филмот добива сурова доза на натурализам, зашто се заслужени кинематограферите Јустус Понкау и Јурген Јургес, односно Јурген е кинематограферот на Михаел Ханеке, кој што го работи дури и доста фалениот Дау Наташа, кој што играше оваа година во Берлинале, ако не се лажам, и Санденс, кај што го покажува грдото лице на шприцањето во вена во речиси документаристички пристап во Кристијан Еф, што е одлична одлика на режисерот, кој одбива да го глорифицира земањето на хероин, туку ни ги представува ликовите како се претвораат во човеколики зомбија, кои очајно трагаат по јачината на првото ставање на иглата во вената, што никогаш нема да го достигнат. Дел од нив се предозираат, а Кристијане има еден обид да ја прекине автодеструкцијата со детоксикација, меѓутоа го наградува истиснувањето на хероинот надвор од вените со помош на нова доза, враќајќи ја назад во овој магичен круг на себеуништување. Под насловот на филмот гласи "Вие Kinder von Bahnhof Zoo", ние децата од зоолошката Банхов, кој од цензорите на Британија и Франција бил кратен за неколку минути пред да биде дистрибуиран во овие држави. Вистинската Кристијане Еф, односно Вера Кристијане Фелшеринов, се извинувам ако го скреши презимето, и нејзините пријателки работеле како консултантки на филмот, обидувајќи се да го насочат филмот кон автентичната изведба на настаните, пред се колку што се сеќаваат самите на нив. Се присетив на филмот затоа што пред некој месец го гледав B-movie Lost and Sound in West Berlin од 79 до 1989, во кој што Марк Ридер, долгогодишниот соработник и журкач на еден од моите помилени германски режисери Јорг Будгерайт, налетува на Натја во еден од ноќните клубови на Берлин, што само по себе беше случајна средба која говореше за вибрантниот андерграунд живот на Берлин во 70-тите и 80-тите години, што ме мотивираше да се навратам повторно на Кристијане и да го погледам филмот. Потпаѓањето на младите по дејството на наркотиците и прикажувањето на грдото лице на зависноста која се кронисува со згаснување на животот се пред се карактеристики кои го красат ова дело, правејќи го постамент на германскиот субверзивен филм, кој дури и покрај посраното американско дабирање, како што Роджер Теверт го класифицираше на времето, успеа со својот беспрекорен реализам да ја прикаже пакосната вистина која што се развива од зависноста, представувајќи еден филм кој што е ужасно убедителен и при негово гледање 40 години во подоцна. Така што со Кристијан Еф го затварам 433-то издание на Дансе Макабре. За крајот на емисијата ќе слушнеме една повратничка тема во изданието, која што во секоја нејзина нова форма наоѓам простор за да ја пуштам. Станува збор за композицијата The Fog на Orange Goblin, која се наоѓа на Raw and Ready, Live and Loud, нивни албум кој што е изведен во живо, издаден 2020 година. Тие за себе имаат 9 LP авторски албумски остварувања,
Претходно, ако не се лажам, важеше како единствен нивен албум во живо A Eulogy for the Fans, Orange Goblin Live од 2012 година. Станува збор за стонеришта со Тапија, ова е нивен само издаден албум, бенд кој што е оформен 1995 година во Лондон, Англија, меѓутоа на албум се наоѓаат поактуелни теми кои што ги имаат издадено во последната година од нивната турнеја пред да настане проблематиката која што ни ја донесе COVID-19. Јас сум Златко Ѓелевски и го затварам 433-тиот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, седете дома и гледајте и квалитетните филмови на Макабре Филмфест. Чао!